9 правни субјекти, вклучително и маркети, аптеки, увозници, дистрибутери, досега добиле 15-дневна забрана за вршење на дејност, како и парична казна поради непочитување на владините одлуки за скалестото ограничување на бруто профитната маржа, како и замрзнување на цените на одредени производи, велат од Пазарен за Канал 5. Освен затворање, од досега извршените контроли изречени били и парични казни во висина од над 50.000 евра. Од ДПИ велат инспекторите остануваат на терен, а според најавите засилени контроли ќе има и за време на великденските празници. Генерално одлуките на влада се почитуваат со исклучок кај некои правни субјекти. До денес извршени се над 500 надзори во трговијата на мало и големо. Констатирани се околу 65 неправилности врз основа на Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачи, како и непочитување на одлуките кај 9 правни субјекти, кај кои е изречена забрана на вршење на дејност од 15 дена и соодветен платен налог, велат од Пазарен за Канал 5. Владините мерки за замрзнување на цените на 8 групи на производи, како и ограничување на бруто профитната маржа на 5, 10 и 15% на повеќе од 1000 прехрамбени и непрехрамбени производи, беше донесена во месец февруари и ќе трае до крајот на април. Заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски пред неколку дена рече дека мерката дава резултати, а во периодот кој следи доколку е потребно ќе се креираат нови мерки за заштита на стандардот на граѓаните. А токму во таа насока, до крајот на неделава, малите, големи и средни маркети веќе ќе треба на своите веб страни на дневна основа да ги објавуваат цените на сите производи. Тоа е израелски модел кој се применува во неколку држави, Израел, Италија, еве последно и Хрватска, значи гледаме позитивни примери во однос од другите држави како граѓаните можат да испоредуваат тие цени транспарентно и да се одлучат самите во кои маркети додат, каде можат да купат подобри, поквалитетни и поевтини производи. Надлежните очекуваат цените во пресрет на празниците да одат во надолна линија, а дополнително финишира и новата методологија за просечната потрошувачка кошничка, преку која секој месец државата ќе пресметува колку пари во просек му се потребни на едно 3-члено семејство.